Гледате и слушате радио што се гледа на програмата на Радио Пела 96,8 FM. Следниот разговор е посветен на боксот, односно на професионалниот бокс. Деновиве во Устер, Швајцарија се одржа профи бокс настан на кој боксерско деби имаше токму денешниот наш гостин во нашата програма. Тоа е Мартин Крстецки, кој што од страна на промотерот Флоријан Гелев, кој што организираше една одлична бокс манифестација, каде што беше присутна повеќе илјадна публика и беа прикажани 4 професионални борби во бокс. Мартин имаше можност да дебитира во професионалниот бокс, но нормално за да го направи тој деби настап ја имаше поддршката од тимот Чатлески, односно од Пробокс Македонија. Токму и двајцата ми се денешни гости во нашата програма, значи изборуваме за професионалниот бокс, односно за дебитантскиот настап на Мартин Крстецки. Денешен наш гостин заедно со Дарко Чатлески од Пробокс Македонија. Добар ден и за двајцата и верувам дека се чувствувате пријатно во нашето студио. Добар ден и ви благодариме на поканата и не до сегашната, туку цело време вашата поддршка многу ни значи и секогаш во вашето студио се чувствуваме стварно добро и си имаме стварно и професионални и добри разговори. Јас се надевам дека и ти тоа ќе го потврдиш. Секако дека е тоа така. Мартин го има и како се вика огненото крштевење во медиум. Мартин, како се чувствуваш тука за прв пат си во едно вакво твое представување? Па да се заблагодарам ја пред се за поканата на Радио Пела. Па се чувствувам одлично. И ќе му обетиме на тема професионален бокс. Најпрвен, мене ми е огромна чест што наш Прилепчанец беше дел од еден ваков настан, што овозможи таа боксерска манифестација ти да настапуваше против трикратен првак и какво е чувството да се биде за прв пат во професионалниот ринг, да се настапува против еден таков боксер, а тоа е твој прв настап. Па чувството е неверојатно, значи да се излези на професионален меч е нешто големо. Пред сега се заблагодарам на мојот тренер и менаџер Дарко Чатлески, благодарение на него стасав до ова. Значи тоа што го гледав на телевизија и на интернет го осети во живо и доста големо чувство е. Сега на телевизија се гледа, но не се чувствуваат ударите. Да. А ваму во рингот? Во рингот е сосема различно. Сосема различно. И стварно се чувствувам како професионален боксер и се надевам понатаму дека ќе носиме добар резултат и многу победи. Така. Ова е одлична можност за вас како боксери да влезете во таа професионална машинерија, но Дарко, за да се стигне до такво нешто, веднаш да направиме разлика. Аматерски бокс, професионален бокс. Има разлика? Како прво, принципот на работа е многу поразлично од аматерскиот и професионалниот бокс. Во аматерскиот бокс, значи, се надпреваруваме во пример, почнуваме од кадетска, па јуниорска, па сениорска конкуренција. И во зависност од квалитетот на боксерот, значи боксерот дали во репрезентација не е колку борби има, колку нема. И постепено се надпреварува во аматерски бокс и доколку е добар боксер или освои некој медал на европско или светско првенство, тој боксер има право да настапува на олимпијада. Додека професионалниот бокс е многу поразличен и можам да речем и скап спорт, бидејќи е професионален. Значи тука исто како во аматерскиот бокс, значи стапуваме во контакт со менаџери и промотери, понудуваме боксери или тие нас ни понудуваат. Значи тоа сето треба да биде исплатено. Се повикува комисија нормално за професионален бокс. Значи сите борби се рангираат на професионалната страна, што е новинска агенција стрикно за професионален бокс, Боксрек. Да кажеме дека Пробокс Македонија го има тоа право како организација, како асоциација да промовира нови боксери во професионалниот бокс, но и да прави договори со промотерите, така? Па, мислам дека имаме исто во студиото правено моабет. Пробокс Македонија од 2013 година, така беше 2013 да, во Виена не прогласија за полно
правен член на Европската боксерска унија, што е една организација која е една од најпрестижните организации, член на ВБЦ, значи една од најјаките светски федерации во светот. Така да со тоа стекнавме право, значи сите професионални боксерски мечеви во нашата држава да бидат организирани, односно да има некоја поврзаност помеѓу Пробокс Македонија и промотерите, така? Да бидат легални и секој боксер што боксува тука е рангиран и покрај тоа сите боксери што се член на Пробокс Македонија има право да настапа во Европа или во светот. Така. Мартин се бореше против Рико Гигер. Колку се подготвуваше за оваа борба и како делува на тебе тренерите, односно оние кои што те подготвува? Значи, јас сум во боксерскиот клуб Ас Априле 5 месеци. Радовно тренираме, се спремаме за професионални борби. Тренерот доста време одвои за мене по 2 пати дено. Имавме тренинзи на сабајле на вечер. Што треба да направи професионалниот боксер плюс за да биде подготвен? Како изгледа еден тренинг, да речеме, имаш веќе зацртано дека треба да настапуваш, дека треба да дебитираш, што правиш посебно нешто? Посебно како што кажав, на сабајле кондиционен тренинг, да се внимава на исхрана пред се, и тоа е најбитно. Одмор треба, исто така. Пак на вечер тренинг и така секој ден и Чатлески, за колку борби се подготвува боксерот во професионалниот ринг? За колку рунди? Тоа е зависно, значи ако е пример претежно дебитантите започнуваат со борби од 4 рунди, по можност и 6, али претежно 4 рунди и како пример боксерот напредува или има добар ранг, може да се префрли во борби од 6 рунди, па ако напредува значи оди на 8, зависи сето од ранг листата што ви кажав кога што се рангира боксерите во боксрек. И здравје Боже, ако е добар боксер, значи може да дојде до титула 10 или 12 рунди. Така. Јас ќе цитирам твојата изјава веднаш по настапот на Мартин, викаш тоа беше голем мотив за нашиот боксер да се прикаже во одлично светло. Во првата рунда Мартин зададе контра задно кроше кое беше доста опасно за Гигер, откако во текот на борбата Гигер виде опасност, тој не прифаќаше борба, работеше само од дистанца и во втора и трета рунда имаше добри контри од страна на Мартин. Борбата заврши со победа на Гигер со едногласна одлука на судиите. Колку си ти задоволен од неговиот настап и дали ова беше реалната слика на самиот меч? Ја мислам дека не беше реалната слика, бидејќи, еве се, јас никогаш во животот не се правдам ова вака или така, бидејќи имавме мал проблем со Мартин, имаше проблем со кичмата, да речем, значи 2-3 дена, значи немавме тренинзи пред настап и нормално мечот беше договорен, ние се мислевме дали да продолжиме да го прифатиме, мислам дали да го откажеме или не, али се договоривме дека одиме и фала Богу повредата ни помина, значи пред ден, отпатувавме таму и не знам јас за време на Чоша Друбев, значи дури не верував тоа што се случува во рингот. Значи стварно покажа добра борба, задаваше добри јаки удари и противникот негов, значи нормално со кажување од Чоша до тренерите, значи почнат по 1-2 удари да се повлекува, не прифаќа борба, бидејќи насети дека може да изгуби со или па да добие нокдаун и фактички во рундата има минус поен, фактички та рунда ја губи. Реално мечот е загубен, значи нема тука дилема, значи беше поактивен противникот негов, али пак борбата беше тука интересна борба и за публиката. И исто така голема пофалба имавме и од промотерите, значи за добро прикажаната борба. Сега Мартин, оние боксери кои што настапуваат во професионалниот бок, обично немаат респект за противникот. Ова беше твој прв настап, но дали го респектираше тоа што тој е 3 пати првак, што ти за прв пат влегуваш во еден таков меч или сето тоа како одминува времето и борбата ти дава уште поголема мотивација или пак те депримира тоа што
Што е фаворит на хартија? Па, вака и пред да влезам во рингот, тренерот Дарко Чатлески и психички и физички пред време ми имаше спремено, не дека е три пати светски шампион, дека мене прва борба, значи тоа што го работиме, влегувам во рингот, го обработувам и стварно беше нешто убаво и да се покажам дека тој е три пати светски шампион, дека можам и со светски шампион да се борам и за понатаму да имаме и подобри борби. Што најчесто користеше за време на борба? Ти обично боксерите имаат своји специфики, нешто кријат, некој адут, кроше, дали задно, предно. Јас многу и не ги разликувам тие удари. Што најмногу користеше и што сакаше да го изненадиш противникот? Па има разлика тука и во височината, дека беше и повисок, јас сакав да го изненадам на контра да му вратам, како што зададов задно кроше, со неколку влезови да го изненадев, но ете и таа повреда што беше, некои работи не можев заради тоа да ги изработам, но мислам дека се покажав добро ко за прва борба и за понатаму да бидеме уште подобри. Пак ќе видиме со кој боксер ќе се соочиш понатаму. Дарко спомна Мартин дека многу е важна психичката подготвеност пред самиот меч. Кој беше твојот прв совет пред да влезе во рингот? Па со оглед на тоа, ја мислам дека имам големо искуство и многу борби во животот и во бокс и во кикбокс. Секогаш на борците му кажувам дека ние се спремаме за да влеземе да избоксуваме, не се спремаме да влеземе и да кажуваме дека сме најак или ќе го победиме противникот или обратно противников е најдобар најак или подобар од мене дека ќе изгубиме од него. Значи кога влегуваме во ринг мора да мислиме само да работиме тоа што го имаме тренирано, да го слушаме тренерот од чошот, ништо друго. Бидејќи ја имам полно искуство такви, значи мене ми се има случувано да имам тешка борба со слаб противник, а да имам лесна со јак противник. Значи се зависи од стварно тој со тебе што е менаџер или тренер како ќе постапи со спортисто, со боксеро. Значи многу е битно психички да се спреми и пример одиме докре да, значи да издржиме, не да издржиме, битно е да избоксуваме. Оти ако издржуваме, значи бегаме, чека да помени рунда, да мериме уште минута. А ако се боксуваме докре, значи. Како Пробокс Македонија го филтрира бројката на боксери кои што треба да влезат во професионалниот бокс? Претходно беше Трајчи Илиовски, ќе спомнеме и каде ја продолжи својата кариера. Во овој разговор сега е Мартин. Како се пронаоѓа вистинската формула за ова е вистинскиот боксер кој што треба да не представува нас, Македонија, клубот, организацијата во Европа и во другите земји? Па еве сега имаме нов принцип на работа. Значи покрај тоа што пример боксерите, спортистите тренираат известно време, значи имаме проценка дали е добар за излегува во професионалниот ринг. И плюс му правиме една проверка, пример спаринг, со менување на спаринг партнери околу 10 рунди. Значи, актерот, да речам, што планираме тој боксер да боксува во професионалните води, останува во рингот 10 рунди, а секоја рунда му менуваме по еден противник. Значи, со различна техника, тактика, висина, тежина. И ако видиме дека тие 10 рунди без проблем боксерот ќе ги изработи, значи тогаш е спремен да влезе во професионалните води. Значи тогаш тој може да се соочи со било кој во рингот. Сега со било кој не можеме така да кажеме, затоа што треба и поени да имаш претходно и искуство, така? Значи еве сега имавме овој светски шампион, трократен се работи за Гигер, трократен светски шампион во кикбокс. Али истата процедура работеа и во Швајцарија, значи го испитуваа, таму мислам дека 6 рунди му беше испитната сесија. 6 рунди, па му дозволиле да може да боксува и со боксер исто како него дебитант. Значи во професионалниот бокс се гледа пример и да биде боксерите тука некаде и како, значи некој останува на ниско ниво, некој оди горе. Значи зависи од кариерата.
зависи кариерата какви ќе му бидат противниците во иднина. Но кариерата на нашиот боксер одлично започна. Значи му предвидува Пробокс Македонија одлична иднина и ќе треба уште во рингот на спаринг борби уште по 10 секогаш. Значи боксот е специфична работа, значи не е така лесно и не можеме да предвидиме пред време се. Има еден случај баш со менаџерот и промотер Тони Тойл од Австралија, стоиме добро, тука ми беше гостен и разговаравме, ми кажуваше за една случка, само не ми текнува името на боксерот, вика дебитант боксер во Австралија се случи без ниедна борба во живото, влегува во професионален бокс и станува светски шампион за појас, пример ВБ или ВБ, не знам. Значи само со една. Значи со нула прва професионална борба, значи влегува во рингот без никакво искуство претходно. Значи има секакви случаи, може професионален боксер исто како нашиве случаи, од кикбоксер да влези во професионалниот бокс па ќе покаже резултати, може некој па боксер бил нема да покаже или па стварно ќе покаже, значи не можеме тука да прецизираме. Се зависи од работата. Да, но што велат твоите, Мартин, од околу твоите пријатели, семејството, начинот да го избереш професионалниот бокс, не знам, постарите имаат некоја бариера, леле, сега тренира бокс, па не знам, носот, па забите, па ова, па уна, како реагираа на сето ова? Па моето семејство, моите родители, имам голема поддршка од нив. Тоа е плюс нешто да кажам. И од пријателите имам голема поддршка исто така. Нема досега такво нешто речено, значи тоа сум го имам желба за бокс, го сакам боксот и ме поддржуваат да одам понатаму и тоа е повеќе се мотивирам уште оти ако има некои такви негативни работи, сепак е така, но овие боксери кои што се во професионалниот бокс кога ќе завлезат во таа кариера, потоа не бираат граници како да дојдат до победа, до триумф. На што ќе се насочиш ти во наредниот период заедно со твојот тренер? Па ние ќе продолжиме активно да тренираме. Пред нас има многу борби. Ќе гледаме да има повеќе победи, да стасаме и до титула. Значи, за тоа сме се одлучили и тоа го работиме ни. Така, Чатлески одлична е перцепцијата на Мартин, вика ќе стасаме до титула. Колку Пробокс Македонија и ти како тим Чатлески заедно со твоите соработници веруваш во ваквите желби на боксерите кои што ги промовирате во професионалниот бокс? Стрикно за Мартин можам да кажам е доста принципиелен спортист, боксер. Дека сите задачи што му се дадени ги исполнува. Верувам дека ќе стасаме до некое добро ниво. Значи ги имаме контактите, ги имаме сите, секој начин го имаме што можеме да дојдеме до некоја пример од титула, ама за тоа треба многу време да помине. Треба време, треба мечеви и здраве Боже се надевам дека кај нас, значи сме работеле овде, сме организирале професионални мечеви, се надеваме дека еднаш и наш боксер ќе се бори за некоја титула, пример. Тука, да. Добро, да се надеваме дека тоа ќе биде реализирано во наредниот период и Прилеп и Македонија заслужуваат тука да се организира еден таков настан, зашто да не биде Мартин или било кој друг некој македонски боксер да се бори за титулата. Да збориме и за личноста која што јас колку што знам сега е надвор од Македонија, а беше дел од тимот Чатлески, Трајче Илиевски, кој што имаше исто така промоција во професионалниот бокс. Што се случува со него? Трајче Илиевски пред мислам дека 2 недели отпатува за Австралија и по претходен договор со промотерот и менаџер Тони Тойл, кој заедно има подпишано договор, се договоривме да ја продолжи својата кариера, да тренира кај мојот пријател и од Тони пријател исто и наш македонец. Ако не гледа, голем поздрав до Игор Поцев. Се договоривме таму да продолжи со својот тренинг
Еве сега мислам дека има обавено околу 2-3 тренинзи во неговиот клуб и работата оди добро. И здраве Боже, кариерата нормално си ја продолжува во Австралија. Тоа значи дека и од дома може слободно да настапува во професионалниот бокс како дел од вашиот тим или дел од тимот каде Па со можам да кажам со договорот што го имаме, значи секако е нашиот тим, значи Тони, фактички јас и сега нов Игор Поцев, значи бидејќи го менува матичниот клуб. Така, така. А што се однесува до клубот каде што работите ти и твојот татко? Тоа е во аматерскиот бокс, боксерскиот клуб АС, што се случува таму? Па добивме вчера известување дека конечно после 2 години почнува да се одржува боксерската лига на Македонија. И имаме едно државно во јуни. Значи лигата ќе се одвива на 2 дела, пролетна и есенска, а државното првенство ќе се одржи во јули месечини, јули така нешто беше, на почетокот на јули. Тоа значи дека влегувате во таа лига со амбиции? Да, ние имаме околу, да речам, и дебитанти во аматерски бокс и поранешни наши членови, пријавивме околу 17 боксери од нашиот клуб и боксерки. Па здраве Боже, еве од април, мислам дека околу 23 април беше првото коло, не знам каде треба да се одлучи. Се надевам дека ќе се вратиме со добри резултати и полека на сите коло да земаме победи, бидејќи сега малку системот на бодување од страна на Националната федерација на Македонија, Националната боксерска федерација, начинот на бодување е различен. Порано беше се бодуваше победа и загуба, али сега е за победа имаме 3 бода, а за загуба имаме 0 бод, што значи не можеме како дел од некој други клубови што правеа манипулации само качи ринг боксер, значи мора да се победува за да се освојат бодовите. За да освојат бодови и некое место. И некое место Да. и конечно федерацијата да мрдни од место. Да. Добро. Јас навистина на професионален план ви посакувам многу успех како во аматерскиот така и во професионалниот бокс. Мартин, тебе ти посакувам успех во следните борби, се надевам дека следната борба ќе биде со одлука на судиите во твоја полза или можеби со некој технички нокаут или брз нокаут во прва рунда. Мило ми е што бевте дел од нашата програма и вака што Прилепчанец го отвара патот во професионалниот бокс, уште еден боксер на кој што верувам сите оние кои што не гледаат и кои што не слушаат во иднина ќе се гордеат со неговите резултати. Мартин, ти благодарам за твоето гостување. Чатлески успех во понатамошната работа со Пробокс Македонија и успех во аматерскиот бокс со многуте дечиња и многуте момчиња и девојчиња кои што малаат по удираат или малаат по вреќите кога тренираат. Ви благодариме и вас на поканата. Па се надевам за брзо се гледаме со нови резултати. Така е. Мартин, на крај ти оставам да кажеш нешто, не знам, поздрави некој, кажи некоја порака. Голема благодарност до вас, до слушателите и се надеваме исто како што кажа тренерот ќе донесеме многу победи, па здравје Божи и титула. Ете така, ова е запишано и не се брише во видеото тука што го имаме ние, останува во архива. Уште еднаш благодарност до вас. Драги мои, ние продолжуваме со нашата програма до 13 часот. Уште еден успешен разговор реализиравме тука со Пробокс Македонија, Дарко Чатлески, тимот Чатлески и Мартин кој што дебитираше во професионалниот бокс. Уживајте со нашата програма, следува музика, тука некаде се разделуваме со овој разговор, но останете заедно со нас до 13 часот.